Почитувани слушатели на Македонската радио програма и вие кои не следите на социјалните мрежи, уште еднаш добар ден од студиото на Македонската радио програма. Денес е вторник, започнуваат великденските празници, сите треба да сме задоволни, весели, како што не учи Христовото учење. Да го најавам, чест ми е отец Гаврил, архимандрит во манастирот Свети Климент Охридски во Кинглейк, во Мелбурн. Уче, благословете. Господа, благословете. Добро дојдовте во нашата радио програма и уште еднаш многу ми е мило што еве ќе направиме осврти и објаснувања околу великденските празници, значењето на нашата Македонска православна црква, значењето на великденските празници. Колку сме поблиску до Исус Христос, толку сме поблиску до вистината, до победата, до сите тие работи кои ни се испраќаат. Да. Најнапред да започнеме со именденот. Да, благодарам. Еден од имендените. Еден, да. Ви го честитам името. Тоа беше пред 2-3 дена, Архангел. Не, фактички утре. Утре. Денес е благовештените, утре се славе најчесто оној кој што бил најдиректен учесник во тој празник, а тој се Архангел Гаврил, кој што на денешниот ден, фактички може да почнеме со месијата, со тоа што ќе го дадеме значењето на денешниот ден, благовештение, односно блага вест, пренесувањето на блага вест и добра вест, во кој што Архангел Гаврил испратен од Бога, и е соопштува најважната вест во историјата на човештвото, а тоа е дека Света Марија ќе зачне надприродно преку Светиот Дух и ќе го роди Спасителот на светот. И тоа е таа блага вест која што ние денеска празнуваме, а Архангел Гаврил како најдиректен учесник, односно оној кој пренесува таа вест, па заради тоа му се дава чест да го носи утрешниот ден да биде него спомен. Така, значи, денешниот празник Благоец, познат кај македонскиот народ, е зачнувањето на мајката Богородица. Почетокот на спасението на човечкиот род. Од каде доаѓа веста, се знае на кое место се наоѓа ова време Архангел Гаврил? Според тоа што ветувањето, нели, кога родителите на Света Марија биле бездетни и Господ потоа на стари години и ветува дека ќе зачне, ќе го дава Марија и тие претходно нели се заветеле дека ако добијат рожба ќе ја посветат на Бога. И вистина тоа се случило и уште на 3-та годишна возраст нејзина тие посветуваат на служење во храмот во Ерусалим, на Гециманската гарање се наоѓа тој храм и таа служила деноноќно таму и се подготвувала за службата Божја. Меѓутоа, промислата Божја била поника затоа што во суштина човештвото чекало жена, според пророштвото, во Стариот Завет, кој што ќе биде апсолутно чисто, освен првородниот грев човечки што го носи на самата природа човечка, а тоа била Марија. И затоа она се достоила да го прими во низината утроба и да го роди, да го зачне Бога, Спасителот, кој што подоцна, нели, и денес ги празнуваме и наблегуваме во тие моменти на неговото страдание, погребение, распнување, погребение, смрт, погребение и воскресение. Че мајката Божја тогаш била заедно со Јосиф, така? Не. Отпосле. Значи мајката Божја Добро, сакам да го расчистиме и тоа, веќе некој неа бил чуден тој поздрав дека Господ така нарекува блажен дека ќе зачне таа тогаш одговорил како ќе зачне кога јас не за маж, таа бил дествена. Тогаш затоа и Архангел Гаврил рекол дека зачнувањето не е по природен пат, тука едноставно по промисла Божја, да, надприродно. И ние веруваме во тоа, затоа и на иконата на Пресвета Богородица има 3 звезди, и двете рами и челото, тоа била действена, за време на раѓањето действено го родила
и после раѓањето станало действено. Тоа е незината вечна действеност. А отпосле, праведниот Јосиф ја земе за да ја зачува на некој начин, за да може да го издрснат Исуса и да може после и тој да го изврши своето мисионерско дејство. Така, ајде сега да се вратиме назад скоро за вчерашниот празник, за влегувањето на Исус Христос во Ерусалим. Вчерашниот празник е поврзан со и за вчерашниот празник, Лазаровото воскресение, затоа што најпрво, како што рековме, Господ го проповеда своето Евангелие, донесува нова вест, затоа се вика нов завет, и во кој што кажува дека се открива како спасител, меѓутоа порасна ја кажува својата судбина која што ќе го следе, а тоа е дека заради човечките гревови тој мораше да претрпи смрт, за да со неговата смрт ја откупи нашата и не ја подигне сета човечка природа, за да ние повторно добиеме вечен живот, кој што се нарушил заради гревот. И тогаш почнува тој отворено да кажува на апостолите и на најблиските околу него дека ќе се случи тоа, и затоа завчер, значи беше споменот на Лазаровото воскресение, кој што Господ го воскреснал Лазарот кој веќе бил умре 4 дена. Намерно 4 дена да не се меше со неговото 3-дневно, и дека е поинаков карактер и покажува дека тој е моќен, нели, да воскреснува. Подосна и потоа после тој настан тој влегува веќе во Ерусалим, затоа што во Стариот Завет пишува дека пророкот треба да загине во Ерусалим. И потоа тој децата најпрво го познале, затоа што Бог се познал по срцето, преку срцето. А човечкиот орган за познавање на Бог е умо фактички поврзан со срцето, кој што треба да биде чист. А децата се чисти и го познале Христа, и затоа тие први истрчале да го пречекат како цар и спасител од Бог, а и народа секако, затоа што во тоа време, значи, веќе тие почнале масовно да веруваат во него. И тоа влегувањето него го пречекуваат како цар. То било спонтано нешто, меѓутоа Христос намерно не влегува како царовоземен цар, со свита, со сила, со војска, со хеликоптери. Во свое време. И затоа седнува на, како што се вели, на нејавано магаренце. Покажува дека не со гордоста, коњот е синоним на гордост, туку смирено магаренце и нејавано. И чисто, действено. И затоа, да речеме, покажува дека ние, за да можеме да влеземе во неговото царство, новото царство, кој што Христос го проповеда, а тоа е небесното царство, вечното царство, треба смирени да влеземе. Да се откажеме сета слава овоземна, почести и богатства и тие. И треба да претрпаме, како што тоа се случува отпосле, нели, влегувањето негово во Ерусалим. Маслиновите гранчиња, цветиња, врби, палмови гранчиња, цветиња, тоа е се синоним на пречекување на цар, после добиена војна, борба. Добро, значи тоа беше за Лазаровата сабота и цветници. За благовештението зборувавме за денешниот празник. Ајде да продолжиме со страсната седмица пред да одиме на утрешниот празник и четврток. Страстна седмица се нарекува затоа што според црковнословенски или старословенски, или ќе речеме и старомакедонски, страст значи страдание. И ова е страдална седмица во која што Господ не ги поминува тие страдални денови, и црквата се поистоветува со тие настани и на некој начин живо учествува во нив преку богослужбениот циклус и се подготвува за тоа, за на краја, нели, прославата на Воскресението. Денеска е Велики вторник, страшен ден за нас,
меѓутоа заради големината Божја, големината на Богородица некако се покрива со незината слава. И баш денеска со Отец Климе слушавме заедно и така зборувавме дека колку е големината на пресвета Богородица, дори ги покрива страдањето на Христос и ние повеќе се сеќаваме на споменот на незиното благовештение, откако нели на страданијата. И затоа треба да има посебна почит кон пресвета Богородица. Многу ми нагрешат нарекувајќи обична жена или тие жал христијански доминации кои што воопшто не е правилно така да се однесуваат, меѓутоа затоа ние православните има посебна чест и почит кон неа. Во вчерашниот велики понеделник всушност беше во спомен на Јосеф и се читаше Евангелието за исушувањето на смоквата, во кое што всушност покажува едно лицемерно движење, односно лицемерство однесување како синоним на наш христијаните, кои што ние се нарекуваме христијани, ама меѓутоа не живееме христијански, не носиме плодови. Кога се ние крштеваме, нели свештеникот не помазува и со тоа помазувањето не се дава полнотата на дарот на Свети Дух. Значи сите дарови кои што ние понатака треба да ги развиваме и да ги умножуваме и на тај да ги манифестираме. За жал не живеејќи христијански, ние за жал ги гасиме, ги гушиме тие, ги прикриваме тие дарови внатре во нас и затоа Господ не потсетува дека ќе бидеме исушени, ќе бидеме проколнати ако не живееме вистински христијани. Да, ама сепак кога зборуваме за верниците овде во Австралија, ние македонците имаме покажано големо достоинство и верба и почит во Мајката Божја и Исус Христос и христијанството. Да, тоа е точно. Може би во споредба со Република Македонија, во која владееше неверството, комунизмот и така натаму, ние овде се развивавме во едно поинакво општество. Знаеш, до кој заклучок имаме дојдено, тоа дека најчесто Австралија или западниот свет кој што живееме тука, се смета како отпаднички, ние на некој начин како отпаднати од верата. Меѓутоа, сведок сум на многу наши македонци кои што верата ја спознале баш во Австралија, не во Македонија. Јасно е дека Македонија е христијанска земја од искона, од првите векови, меѓутоа, ете, за жал, како што сам спомна, дека заради остапувањето за време на атеизма, на комунистичкото владење, па и сега и понатака, не живееме во една заблуда меѓу исток и запад, меѓу источната, нели, култура и западна култура и се губиме долу во Македонија. Тука живееме, те прекинав, не живееме во западно општество, меѓутоа се уште тука луѓето си ги држат своите традиции и почитување кон црквата. Историјата и христијанството започнуваат, односно христијанската историја започнуваат токму од Македонија, со доаѓањето на апостол Павле, со покрстувањето на Лидија Македонката, па и натаму. Меѓутоа и денес доаѓаме на големо демантирање, негирање на тоа што се случувало на македонска територија кај македонците. И денес слушаме, читаме дека не постои македонски народ, немаме ние христијанство, особено од нашите соседи кои верувале во Тангра, во Богот, во опашката на коњот и така натаму. Можеме ли да таа хронологија да ја направиме до денес? Па сега го не постои македонски народ. Пример, еве сам по себе ќе појда, мене никој не ме научил дека сум македонец. Јас сам велам, моето мајчинско млеко ме научило дека сум македонец. Значи, тој сам показ нашите луѓе во свое време, за жал немале можност да бидат образовани. Меѓутоа, образованите го наследувале по предание.
од поколение на поколение и зачувано до ден денеска, иако не сме имале моќна држава, сите кога сме биле под нечие робство, фактот дека се уште се чувствуваме македонци е дека Македонија постоја. Сега историски малку да не навлегуваме сите тие во христијанството да го во христијанството секако дека факт е и тоа дека првото христијанство на Балканот во Европа доаѓа преку Македонија и тука се непобитни факти тоа. Библијата. Многу од апостолите работеле, проповеделе во Македонија, сите апостол Павле, сите Андреј, сите Лука и Тимотеј, сите Урбан бил прв македонски епископ. Понатака имало, нели, организирани архиепископии, Солунската архиепископија, Веденска, го слушаме фактот дека во Стоби нашли некој нов мозаик, кој што е ранохристијански, бил римски, нели, как се вика град, меѓутоа порочно станува, нели, се покрства христијански. И тој во првите векови, тука се Баргала, тука се Во Штип, да. Да, во Штип. Па има, јас бев, нели, ја посетив и една црква во Струмица, кај што бевте вие, од каде што дојдовте. Тоа е веќе друг Струмица, да речеме, сите 15 тивраполски свештомаченици, тие се маченици христијани кои дошле од исток. Меѓутоа, тие бегајки од прогонството на царот Јулијан Апостат и ја развиле христијанската вера и како што се вели во нивното житие во Струмица и околината Струмица немаше непокрстен струмичанец таму се вели. Што значи тоа потоа да речеме што ќе речеме и во Штип и во сите други краишта, Хераклеја, Битола, Охрид, сите тие, значи, тој факт дека христијанството постоело и дека сетите Кирил и Методий. Пред тоа нели беа Јустинијана Прима, па Охридската светите Кирил и Методија, па Охридската архиепископија. За свети Кирил и Методий, пример, се вели дека нивниот, да кажам, диалект кој што го избрале како официјален да биде говор е диалектот северност од Солун до Струмичко-Штипски регион и се смета дека азбуката, односно глаголицата, ја измислуваат во Крупиште, едно штипско село кој што таму се наоѓа голема христијанска базилика и потоа заменуваат. Се сеќавам сега во тие периоди на преговарање за признавање на автокефалноста на МПЦ имаше една од тие средби се случува и во нашиот манастир Водача и познатиот сега покоен Амфилохи Црногорскиот. Во нашиот двор, во самиот двор на манастирот се наоѓа археолошко наоѓалиште и археологот тој го посети археологот кој што со мене си живеевме многу блиски бевме и тој подоцна ми кажа дошол да и праша, почна да дошло на тема за црквите и тој му рекол нели владека сепак нашите цркви Македонија се постари од вашите таму и тој вика да, тоа е факт вика. Од тука нагоре се шири века христијанството. Да, и Нектарие, архимандритот на Свети Наум, манастирот, и тој ми кажа една анегдота негова кој му рекол на бугарски, српски владици, дека кој го одржуваше овдеки христијанството ако не беа македонците? Да. Кој го одржуваше православието ако не беше македонскиот народ? Не дојдовте вие од таму да дојсите народ? Не дојдовте и вие од таму да донесите народ? Да, секако. Добро, да одиме понатаму со значењето на Великден. Имаме уште 15 минути за зборување. Застанавме до денешниот празник, па да продолжиме денес, утре и четврток. Па да, денеска голем вторник, велики вторник се споменува за мудрите и немудрите девојки, во кои што се смета дека нели младоженецот, односно Христос, ќе дојде во час во кој што ние нема го да го знаеме. Меѓутоа,
треба да бидеме подготвени, не знаеме кога ќе е тој час. И затоа тие 5 девојки од нив со себе понеле масло, така речено, а 5 не понеле масло. Заспале и кога дошло младоженцот, тие што имале масло го запалиле. Ги запалиле светлниците и тие Христос ги прибрал, ги повикал да влезат заедно со него во одајата, а другите не можеле да влезат, не можеле да го препознаат, а тоа е всушност добрите дела. Маслото значи добри дела, како што Песка реков, дека колку си христијанин, не зависи тоа колку сам за себе велиш дека си христијан, туку колку добри дела имаш, како го се однесуваш кон својот брат, со својот дури како Христос што не поучува и кон својот непријател треба да имаме љубов. Еве Христос сега се тие настани. Речеме, тој претрпел најстрашни измачувања, најголеми во човештвото. Нема, значи, човештвото е сведок на многу сурова. Да, настани. Меѓутоа, Христовите настани се смета за најстрашни настани. А посебно со тоа што тој како Бог нас не создал, како Бог нас се не дал и не створил според неговиот образ и подобие, не дал се што е потребно да бидеме добри, да живееме на оваа земја, да бидеме среќни и на крајот ние му враќаме со негово омаловажување, малтретирање, распнување. Тука е таа споредба од пречекот со цвеќина, со палми, со маслинови гранчиња до плукање. Тоа е трагедијата на човештвото, или речем лицемерието наше, по кое што ние, како што реков, се нарекуваме христијани, меѓутоа за жал, ако сме христијани, ако ни е од полза, ама ако треба нешто да даваме од себе, да се жртвуваме за некого или за нешто што вреде во христијанскиот живот, тогаш се повлекуваме и тогаш сме спремни и да го распнеме својот ближен, односно, бидејќи Христос се поистоветува секој еден човек. Значи, поуката е во тоа што како што велат светоци, си го видел братот, си го видел Христос. И ако јас тебе те навредувам, ако тебе те омалважувам или ти правам лошо, јас на Христос му правам лошо. А правејќи му на Христос лошо, тоа фактички се враќа до самиот себе. Затоа и во видението на сите апостол Павле, кога гонел христијанството, тој ги гонел христијаните, а Христос се река, зошто се бориш против мене? Значи, тука е сето нешто. Затоа многу треба да внимаваме и пак ќе речам, не сте вистински христијанин ако не го сака својот ближен. Добро, да продолжиме понатаму. Се утре е среда, Велики четврток. Што се случува на овие? Значи, нието за Велики четврток, на Велика среда се случува предавството Јудино. Најподмолното нешто, најсрамното нешто за човештвото, кој што Јуда, откако видел дека Христос ќе биде распнат, ќе го напушти светот, откако видел дека не се остваруваат неговите, ќе речем со денешни речи, кариеристички идеали цели, Так. тој пошел да го предал. Значи, евреите пробале на многу начини да го обвинат Христос, меѓутоа бидејќи, како што самиот на почетокот рече, дека тоа е вистината, не може да му дадат нешто невистинско и неправилно и не може ли да го осудат. Меѓутоа, најлошото е кога ќе дојде предавството внатре. Нели и Понтиј Пилат ги мие рацете, не може да издржи да го издржи тој притисок на помеѓу вистината и притисокот од евреите. Апсолутно, Понтиј Пилат, тој бидејќи знаел дека е чесен Христос, дури неговата жена која што подоцна станува христијанка, таа не христијанка, таа имала и видение, му шепнала, му дошепнала дека Христос е праведен, да не му прави ништо, меѓутоа заради славата, то сметал дека ако не го распне човекот, односно Христос, тој ќе ја загуби позицијата. Ама затоа ние денес го сметаме еден од, и дури во символото на верата е запишен како еден најлош пример во меѓу човештвото. Кога ги мие рацете, да се очистува. Повеќе за предавството на
на Исус Христос од Јуда Искариот, така? Човекот после се пишмани, се оди и се беси, нели самиот. За жал, да, тој притисок на- не го издржал тој притисок на предавството и види, и свети апостол Петар не го предал, се Ма три пати откажал, се ама на откажал. некој начин, нели, и тоа е предаство, меѓутоа разликата меѓу нив е во надежта. Во надежта и во гордост и смирението. За жал, додека свети апостол Петар бил смирен човек, покорен човек, си ја видел грешката. И затоа да речеме кога Господ го воскреснал прво прашува за Петар, затоа што знаел тој дека Петар со душа го чека да дојде да му се исповеда, да побара прошка и повторно си знаел грешката. Така да ние грешиме секој недел, меѓутоа треба да се каеме, си признаеме грешките, сите грешиме и да се вратиме повторно на патот на вистината пред гратките на Христа. За жал, овој бил премногу суетен, горд и го изгубил, се самоубил, што се смета за најголем греф, неопростив греф во православието, значи во христијанството нема греф што не може да се опрости, освен непокајниот греф, а тоа е пред се најмногу и самоубиство. Па и нема човек или верник кој не го слушнал зборот Јуда. Да, за жал. За жал. Ајде да одиме сега распетието Христово и воскресението во сабота. Имаме уште 10 минути. Да, можем да спомнам само за Велики четврток, Да. што е друго значено, тоа што на Велики четврток Господ ни ги остава најбитните работи. А тоа е љубовта, смирението, молитвата и Евхаристијата, односно литургијата причест. Значи, кога човек е заменен од овој свет, на своите најблиски му ги кажува најважните работи во животот. И ние треба многу да се држиме до тоа. Значи, да имаме љубов помеѓу себе, простување, да се молиме постојано, особено со таа Исусова молитва: Господи Исусе Христе, помилуј ме, затоа Господ рекол: не сте барале во моје име, барете се што ќе ви биде дадено. И да се причестуваме, за да се причестиме треба да се подготвуваме. Ова е период на пост. Треба да си постиме, треба да се исповедаме и да се причестиме. И затоа повик мој е сите да почнеме, и ако не сме постили, како што вели Свети Јован Златоус, од денеска почнете и ти и вие Господ ќе го доста се причестите. А за Велики петок е тоа што значено е тоа што Христос бил распнат на тој ден. Христос бил распнат на крстот. Крстот во тоа време бил се знак на најголема срамота. И затоа и Господ ја претрпел таа срамота, покажал колку е смирен и колку треба да оде нашето смирење. Некои луѓе знаат да ме прашаат до кога да простувам, до кога да се смирувам. Како Христос ние треба да видиме до крајот. И затоа пак преку крстот Христос ја изведе на големата победа во човештвото. Ние денеска бараме победа, односно мир да стекнеме на погрешен начин, со сила, со власт, со угнетување, сето тоа е сосем погрешно. Кој ќе побараш помош од ѓаволот, ѓавол не знае да помага, знае само да те измами. Така да секогаш претрпи малку, како што Христос претрпел сите овој период, за да после Господ ќе те даде благодат, затоа што после, како се вика, нема воскресение без Голгота. Нема воскресение, нема радост, нема победа без страдание. Интересно е че распетието, евреите толку многу се исплашени од Исус Христос, а тој ниту еднаш не побарал да биде тоа што тие го представуваат. Тие толку били исплашени, дори така речено се плашиле од мртовецот и како мртов. Затоа што после, нели, според човечката природа, Христос е Богот човек, потпун човек и Бог, како што рековме на овој празник, тој седачно прима човечката природа. Ти се исплашиле од мртовец, дури наределе, ги подкупиле римските стражали војници,
да го чуват. Значи, толку голема страф имат, меѓутоа не можеш Бога, Бог е најмојкен, Бог е семојкен и Бог, колку да го чувале тие и неговото воскресение не е видливо, туку е невидливо. Тоа е тоа, победата наша над гревот е внатре во нас, во нашето срце пред се, затоа да речеме и на голема, на велика сабота синониме тоа влегувањето Христово додека нели тој бил мртв во адот. До тога сите луѓе, сите души завршувале во адот, затоа што немал кој да го отвори вратите, нема кој да ги скрши вратите. Христос бил првиот кој што воскресен, затоа се вика почеток на воскресението на првородениот. Оној кој што прв го воскреснал мртвите. Така. И затоа и Христос ги претрпува тие мајки од преголема љубов. Сега тука треба ние самите се запрашаме да се вратиме да си намонимо гробот, значи нашето срце. И затоа ние треба да се симнеме во нашето срце и таму да го побараме. Ако не го најдеме, тоа е проблем. И плачот е многу важен на мајката. Плачот, да, таа е едно од најчувствителните, најболните, ќе речеме, најпотресните богослужби и поезијата црквна која што ја пееме во... Тоа е петок навечер, така? Петок навечер, да, во четврток навечер се чита 12 страдални евангелија, во петок навечер, всушност тоа е големата сабота, велика сабота, утрена, тога се чита плачот на Богородица, плачот на оплакувањето Христово, во кое што човечеството жале за сите тие. Меѓутоа, сепак третата статија е по-радосна. Покажува дека, иако сме го направиле на тој огромен грев, меѓутоа Господ е толку голем што сепак не сака најмногу од се и ни дава надеж. И затоа после литургијата на Велика Сабота е повеќе радосна отколку тажна. И сега оче да веста во сабота навечер во 12 часот доаѓа дека Исус Христос се воскресна. Да, според богослужбената символика пракса, значи храмовите се гасна сите светила во храмовите, кои што се смета нели како темнината на адот и потоа свештеникот ја повикува народ, дојдете примите светлина на вечерната светлина и прославете во Христос кој воскресна од мртвите. Во Ерусалим, не знам сега ова година што ќе се случува, меѓутоа во Ерусалим секоја година, значи, патриархот Ерусалимски влегува во гробот, кај што Христос бил распнат, погребан, се запечатува таа кукула, како ја нарекуваат, со восок, стојат незнабожечки, војска од израелците, како потврда, и се случува тоа слигувањето на благодатниот оган, кој што е од нетврдна природа, што се појавува по молитвите на патриархот и целата црква и ги пале свеќите на патриархот и потоа тој ги фактички ги запалува. И тоа е синонимо, тоа е во кое што ние сега некои по Македонија доскоро и го носеа тој пламен и оттаму се палеа свеќите. Ама ние нели го имаме од олтарот кој го означува тој пламен на Христовото воскресение, Христовата вера. И на крајот кој ја соопштува веста? На крајот кој ја соопштува повторно најсмирените. Најсмирените, додека на Велики петок, кога Христос бил распнат, сите мажи, ќе речем, апостоли околу него, се откажале, само останал Свети Јован Богослов, заедно со Мајката Божја и со жените мироносиците, кои, што е многу важно, ако го читаме Евангелиите, скоро никаде не се спомнуваат, кога сите се повлекуваат и се појавуваат. Тоа е големината на нешто, големината на смирението, големината на самиот човек. Повторно ќе одеме на почеток, кој што рековме, ние да знаеме да се фалеме, ама кој ќе дојдат клучните моменти и криза,
се повлекуваме и се откажуваме. Човек си, кога ќе живееш во така наречена некоја позадина, кој ќе треба момент да покажеш на храброст, тогаш ти истачеш и да покажеш тоа. Тоа биле жените и мироносиците, Господ Исус Христос прв на нив ја објавува нерадосната вест. Добро, значи доаѓаме до крајот, имаме уште една минута, ваша порака до македонците? Моја порака до македонците да се сакаме, да се простуваме, да бидеме едно, да не забележуваме, посебно, за жал го имаме тој синдром на самоуништување, самите себе да се погазуваме, особено тоа го имаме почестуване ние тука во Австралија и треба да најдеме сили да се подадеме рака, да се сакаме и да бидеме едно, затоа што тоа е најважното. Најважното е да го ставиме преданието на христијанството, на христијанската вероисповед и да надежта во вистинскиот Бог и Спасител Исус Христос, воскресението Негово и, како што спомнавме во самата емисија, да се останеме македонци до крајот. Оче, ви благодарам, уште јас ќе дополнам уште една реченица, дека манастирот ќе биде отворен до идниот вторник. Да, има на социјалните мрежи се е објавен распоредот за богослужба. И јас после воскресението во Кинг Лейк со првиот лет заминувам за Аделаид. За жал таму се уште не е обезбеден свештеник наш македонски. И тие луѓе немат и таму ќе го бидам и значи ќе нема понеделник се враќам рано и бидејќи за многу години оче успени на Пресвета Богородица, таму ќе видам. За многу години, почитувани слушатели, и до слушање од нас двајцата.